треба да сме сами. Не ми треба сон, не ми треба само сон, оно што ми треба си ти. Не ми треба сон, не ми треба само сон, оно што ми треба си ти. Здраво бе, Даре, кај си? Конечно. Конечно се види. Кога не сум те видел. После да. 3 дена. Пајак здраво. Здраво, бе. Добре дојде у Хитмејкер. Не тенувало ми дека ти кажам прв пат да дојам негде и да седнам и да не ме стиска желудникот вака, пошто сум на столица. Тања, добре дојде у Хитмејкер. Добар ден, ајде, здраво. Дејан, фала ти што дојде, добре дојде у Хитмејкер. Драго ми е што ме повикавте и големо задоволство да присуствувам во емисија. Фиц, добре дојде у Хитмејкер. Добро ве најдов. Мите, добре дојде. Добре те најдов, пријател. Мите во понатамошниот текст како Диме. За оние што грешат. Мите Да Димовски. си ежу. Јас сум во оригинал Димитар Димовски, но од самото Па што се буниш тоа? Доријан, добре дојде во Хитмејкер. Добре најдов. Големо задоволство е да си тука. Емисија која што на некој начин сака да им одаде почит на вистина луѓето кои што многу значат у македонската музика. Кажи ми, како дојде у контакт со Давор Јордановски? Кој Како ти се беше упозна? првото прашање, не ми се верува. Знаеш зашто? Затоа што вчера пиев кафе со него. Стварно? После многу време се видовме, да. Абе, И правевме осеќам ја, муавет. И правевме муавет. И муаветот беше како е можно некои луѓе што се бават со, нели, со медиуми со естрада, а меѓу другото име работа како тоа да знаат, да не знаат дека сме почнале заедно. Да. Така. Како дојдов во контакт, значи... А му кажа дека ќе бидеш на интервју? Не. Не? Супер. Што значи дека не може да се знае. Уште си истиот од пред 100 години. Истата коса. Млад, коса. Исто. Е, Фала на поканата, па да Плачеш. дојдам. плачеш за спотови со slow motion. Ти ми направиш? Ке ти направи? Да, направиш и искрено музиката ми била од кога сум се родил. Тоа глумата ја учев на факултет. Така да музиката била од секој дел од мене. Значи музиката е она што си ти. Тоа што ме дефинира, да. Што Ти не си сум. сонот на секој македонски автор на голем диапазон на жанрови од рок, панк до поп да испее негова песна. Затоа што ствараш од таа негова песна ствараш една друга димензија. Многу ме интересира на кој начин ја приоѓаш на песната, како ја читаш, кој ќе ти дојде текст пред тебе што треба да го отпееш, а не е твој, пример. Како му приоѓаш на текстот? Дали било кога можеш тоа или чекаш момент за такво нешто? Па јас сум по природа поприлично емпатична личност. Тоа подразбира само по себе дека едноставно имам храброст да се истражувам. Што значи тоа? Тоа значи кога ќе му придам на одреден текст кој што не е мој, приказната која што ја согледувам, ја наоѓам во мене и се идентификувам, бидејќи сметам дека сите ние сме на некој начин мозаик некој, составен од многу милиарди мали парчиња, кај никого тие парчиња, не знам, се повеќе од обоени се различно, не знам како и да е, меѓутоа сите ги имаме сите тие особини, можеме да ги најдеме во себе си. Ке ми простиш ако ти викам Ќуре, Дејан Ќурчиев, пошто се знаеме цел живот скоро. Заедно сме, нели, од прво оделение. Роден ден у исти ден, иста клупа. Не е ништо случајно. А кога станувате beginnings? Види, ние цело време со името имаме проблем. како и државата се шо. Крв, проплакуење и така натаму. Неспани ноќи и така натаму. Дали ти се откина нешто од душата
кога излезе од Архангел или осети некој олакшање? Видиш, никој не ме прашал тоа. Таа приказна траеше повеќе од 15 на години. Повеќе од 15 на години. Од првиот албум до последниот албум, до 2005-та. Денеска сме 25-та, значи тоа е една дистанца од кога излего од бендот, која заврши таа приказна, 20 години. Искрено, мислам дека од оваа дистанца која гледам големо олеснување. Како ти доаѓа онака, дали као звук прво цела сонечно се ја слушаш за проектот што сакаш да го правиш или тргаш од мелодија, хармонија, пошто некогаш ја од себе тргам, некогаш само знам како сакам нешто да ми звучи и самото се случува и некогаш па самата мелодија или текст ме тера кон нешто. Мислам дека мене прво ми доаѓа таа некоја севкупна звучност, без детали од типот на мелодија, хармонија, значи некаков звук ми, мислам, реално тоа од мали нозе кога слушав музика, најмногу ја сакав музиката која што во одреден момент ќе се потрефеше со она што мене ми беше нешто, некоја музика во главата. Кога звучноста на тие две музики ми беше блиска, јас на тоа се лепав, на тие музики се лепав. Сега тоа биле чудни музики, упраше нехали. И тоа ми остана до ден денес, дури кога работам, мислам, за мојата музика секако јас како да секогаш трчам по нешто што имам како звук, немам стартно конкретно што е тоа. Треба време да стигнем таму. Бидејќи си, нели, пред се пеач, изведувач, дали си дошла во ситуација да едноставно имаш од некој автор нарачано песна или правел песна специјално за тебе, ама има нешто што не ти штима у песната. Да. И сега, дали си била на ум да покушаш нешто да направиш од ништо нешто или да направиш нешто што ќе ти одговара, да вложиш и ти малце креативност, авторство и така натака. За да не го навредам. За да не го навредиш или ќе голташ кнедли? Не. И знаеш дека не сум отешла многу така кнедли. Значи сум имала многу песни, особено во периодот кога го спремав првиот албум, па и вториот. Кога од сите страни ми стигнуваа песни. И тоа и од автори кои што во нормални услови нели изведувач не би смеел и не би требало да ги одбие. Ама апсолутно не бев спремна и немаше шанси да пеам било што. И немав проблем да ти кажам дека не ми се свига песната и да ја вратам или да сватам дека песната не е за мене. Значи треба да го имаш тоа во себе. Не си изгубила некој автор за пријател? Не, тоа не се десило. Бидејќи знаат луѓето да се навредат, нели? Да, суетата да проработи. Шо беше проблемот со Октавијан да се укотви со еден пеач? Нели, Јани, Јапан, Емин Џијан, Брейк. И за толку. Па достави се. Тоа се само пеачи, па се бубњари. Пирин. Да, Мишко, Гоце, Хистер, па после сезеристи, Тони, Кузмановски, Давор. Да, Тони со емуто, првото ему во Македонија. Емуто, да. Па Тетројка, Корка. Да. И шо? Не знам, ја и Ока само музичар ке смениш некој член од бенд, нема да приметиш толку, ама пеачот е фронтмен. Кажи ми, дали имаше некои моменти на искушение да влезеш во темните води кога ти го украдов басистот? Да. Не, ни најмалци. Баш ми беше мило. Да? Баш ми беше мило за него, затоа што знам дека он многу повеќе може да се види кој е во твојата музика, отколку во овој рок што ние го правевме, затоа што тука сепак кај тебе басот доминира и така да многу ми е драго за него. И до ден денес сме ептен блиски. Мислам се дружиме, се слушаме секој ден, човек. Вчера се чувме, да. Да, па секој ден се слушаме ја. Тој е таков еден ја мислам сега да би се вклопил. Да. Значи збориме за Јане од За Јане збориме, да. Чекај момент, сега ми текна. Ќе побарам нешто
нека ролаат камериве. Мгм. Пример. Аха, Има тамо 2 стикчиња. Мгм. Прв ќе гледаш. добро. Мелодијчето е та-да-да-да-да-да, та-да-да-да-да, толку. Значи може и да е така, може и да не е. Ете, читни го првиот стих, многу ме интересира вака во живо да видам на кој начин каква магија ќе ги даеш. Ја имам оваа песна снимено демовце и знам како звучи. Ти не си ја чула песна, бе. Никој не ја чул, никој не ја знае песната. Океј. Како е кога сама си, јас те додивдам. Тоа е мелодијата, а може и да не е таа. Кога сама си, тогаш јас те допирам, во мислите сум ти. Зборувам. Во мислите сум ти. Да, како врел полусон. Мгм, мгм. Што би требало да направам јас сега? Не знам, баш ме интересира што ќе се случи, еве, 2 збора да чуем од тебе, како ќе ја доживееш. Мгм. Кога сама си, тогаш јас те допирам. Ова пред се, кога сама си, може би станува збор за некаква изолација од сето. Кога сама си, кога си само моја. Кога сама си, кога си исклучена од светот, тогаш јас те допирам. Тогаш си само моја. Што ја нема у песната. Тогаш си само моја. Тогаш можеш да бидеш само моја. Тогаш си може најчиста. Кога си тргната на страна од се. А што да кажам? Ми затреперува тука. Значи ти и дае нешто што нема на песнава. Песнава мисли кога е успална она сама и останала и се возбудува и он ја допира. Така. Значи, ето тоа е тоа што го зборам. Сон на секој македонски автор да Тања Таз да испее негова песна. Јас го имав тоа задоволство И неколку јас пати. исто така. Кажи Во ми друга колку улога. пејачи продефилираа низ Никија? Па, правевме еден, мај да речем условно, експеримент. Имаше женски вокали, машки вокал, јас, Кои беа женски вокали? Тина Гирова и Тина Игуменова. 2 Тини, кои дадоа исто така свој белек, оставија печат на вториот и на третиот албум на Никија. Али тогаш доста свиравме во Европа, така имаме некои 7-8, не знам, турнеи. Идевме 2 пати годишно, таа најдолгата ни е 40 дена, 40 ноќи. Како иде со шиде, со комбе, шо? Со коме, да. И доста лудо е се тоа и гледајќи вака наназад, од сега наназад, сваќаме дека било тајмо Бидел ли сега така со комбе 40 дена? Па сега би одел, ама малце во други услови, ти кажам, зашто задните години више, знаеш, ние имаме свирано незамисливи места, испиено на незамисливи места и тоа не е баш многу за фалење или за цепање. Само да кажам, едноставно, од една страна се исчеличивме низ цел тој процес, ама од друга страна и малце ќе се умориш после сето тоа и си викаш, не можам више ова, телово ми гние, знаеш, као онака, тешко е. Свежо. А истите членови? Да. Значи истите членови Истите. само Да. прават една трансформација своја, едно отварање, не знам како да го наречам, или кој беше ензимот, а може би знаеме кој беше ензимот. Најголемиот проблем за она што ми беше олесување беше дека не бевме продуктивни со Архангел, ако збориме. Кога се оттргнавме од бремето, јас тргнав сам по себе, па после и Гино, па и Джоле, така натаму и со Тања направивме нешто што немаше никакви рамки, граници, беше единствено pure love for music. Што е побитно? Духот, ентузијазмот, мотивот, кој тие и балансирањето помеѓу тие три е тежок процес. Нешто многу интересно што веројатно никогаш го немам кажано, а се однесува на претходното, дали некојаш имам вратено песна, односно не сум ја вратила, туку била кај мене долго време, а после станала голем хит. И секогаш кога ќе ја слушнам се потсеќам на тоа. Тоа е песната која што всушност Брейк после тоа ја пееше и Нокаут сега за нас. Ми ја даде Гаро Тавикјан, мислам дека беше 2003 година, 2002.
кога го спремав првиот албум. Ми даде вика слушни го ова со Пере го работевме. Многу е добро. И на демото пееше Пере, колку се сеќавам. Песната звучеше стварно многу добро, уште тогаш, значи. Што се случи? Значи тоа беше машка песна. Аха. Значи ја слушам и песната е одлична. И сакам да биде моја песната, ама песната не е моја. Ја слушам дека не е моја, тоа е машка песна. И како и да влезам у неа ќе биде машка песна. Не се каеш? Секогаш кога ја слушам као може ќе беше добро ја ама они имаат 100 пати боле донесено од тоа што ќе го направиш јас. И не се кам затоа што таа песна им донела успех и среќа и до ден денес се слуша и секогаш се сеќам и уште го имам демото негде. Пошто ја ги чувам сите тие што ми ги даде. Добре, што врски имавте од тоа македонска радиотелевизија? Значи, никој не познававме најголемите врски. Значи, закажавме термин за песна, немавме песна. Не внесоа кај Коки Димушевски, кај Брацо. Што ти значи коса, еј? Па и немав толку за толку врски. И... Дали ја познаеш оваа гитара? Како не, апсолутно, да. Да, ја знам таа гитара и уште подраго ми е што ете заврши ке тебе на крај. Значи, јас ти се јавив тебе, која ја видов објавена, не знаев дека ти ја продаваш, и ти ми упати кај еден човек. И он ми вика, човече, само што ја купив пред саат време, вика. Не можам, не ми е за продавање. Абе, кажи цена. После не знам колку години, гледам гитара се продава, јас се јавувам, поима немам кај се јавувам. И он ми вика, кажи принц. И викам, гитара, епа вика твоја. Значи, првиот ден кога ја купив се јави и првиот ден кога објавив, ти се јави. Значи, вика, таа била твоја. И само изставив ова Биксби-во. Не, супер е таа гитара. И пошто сум малце зависник од Биксби, и оваа гитара пројде една турнеја со Мизар. Браво. Риека, Љубљана, Загреб, Белград. И на крај тука има ожилци од Sisters of Mercy. Таа веќе си имаше и свој ожилци. Значи, од тебе круг цел заврши и има една убава приказна оваа гитара. Кај тебе го има она што е, мислам, врвот, бидејќи си и автор, но врвот каде што изведувачот изгледа дека секоја песна што ја пее, он ја напиша. Како ја цел живот што сум мислел дека Оливер Мандич сам си ги пишува песните, кај тебе го има тоа што секоја песна, значи ја слушам Лакмус, ја мислам Лакмус, музика, текст, аранжман, се е Тања Тас. Затоа што тоа што го долоуваш е цело. Се опидувам да им приоѓам безкомпромисно, без воздржаност, искрено, максимално. Значи нема никаков компромис, нема тука како би требало да биде. Не би требало некого јас да воодушевам, не е тоа наменето за некого конкретно, тоа е наменето чисто за мене. Мислам дека тоа е вистинскиот пат при креирањето на уметност од било каков вид искреност. Сакам да те прашам нешто. Пошто ние се знаеме цел живот, ја прв пат видов дека си ти музичар на телевизија. Ја човеков го знам. Како? Бидејќи во осмолетка не се истакнуваше со музиката. Така, слабичко дете, малку тоа го злоупотребува по јаките, по силните и така натака. Ја бев малку од тие помангупите и што знае да се тепат, ама секогаш бевме блиски другари ја и ти. И баш ме интересира дали тоа што на некој начин си бил секогаш малце у пораната младост, да кажеме не толку у фронт, дали тоа те натера да прераснеш еден ваков уметник како што си денес? Види, тоа е не е случајно. Знаеш и ти, ние колку време се дружевме, јас памтам уште од осмолетка, деновите, типот на музика што го конзумиравте како мои соученици, јас бев сосема повлечена страна. Мене ме интересира, па вака да речеме, бендови од тогашното
еден од првите бендови кои ме натера да размислам во овој правец беа Идоли како група. Добив од мојата тетка тогаш касета, се сеќавам, за роден ден, и преслушувајќи го материјалот, толку бе фасциниран дека сепак ова е тоа што во тие години, 13-14 години, е доволно за мен. Потоа почнав да навлегувам длабоко во таа југословенска рок сцена и тука некаде се преломи веќе во средно, се споја веќе коцките и се случи првата песна Лавиринт да ја свириме во средно на патронат на училиштето. И тогаш не се викавме ни Кеа, се викавме Айванс. Од македонски бендови би рекол, кога сме биле млади, на првично веројатно на Шон бендовите, тоа се Sidewalk, па Fragment, па Дените чува своевремено, Flux исто така ми се еден од омилените македонски бендови. Нив можам бесконечно да ги слушам и бесконечно да идам на концерти, иако не свират сега толку како порано. Мисля македонските Bad Religion би рекол. Поема немам од така од времето исто да речам, фан бев голем на ФП. Тој бенд ми беше онака луило. Првото мое гостување на некој албум, ствари првото пење на микрофон, вака да кажам, македонска сцена ми било на еден од нивните албуми као гест вокал у позадина нешто. Али, знаеш, има и, да речем, и понови генерации као доаѓаат и си се инспирираме еден од друг, например. Интересното е што Мите Димовски е бубњар, а е автор на многу ствари. Сите нас гитаристи ме интересира како е могуќе еден тапанар да биде композитор. Затоа што во историјата на музиката има повеќе тапанари, бубњари, барабанари кои што се феноменални автори, оставиле големи дела за себе. Ме интересира кој е процесот, како еден бубњар размислува и како ја прави песната. Песната е став како ти си автор, јасно ти е тоа, да не објаснеме на луѓето, тоа е вијуга во интелектуалната сфера наша. Тема низ главата. Ја паралелно на мојот инструмент како основен, тапаните, од кој почнав, си ја пратам мислата музичка што ми звучи во главата. Затоа што аранжманите кои ги слушам твој, значи апсолутно може некој да каже, ова Емин Џијан го аранжирал. Џики е наше дете. Џики наш. Се дружиме од деца, да. Што ми е прашањето? Како можеме, преку твојов пример сакам, да им доближам на младите битмейкери, кои што се врзани само за битмейкинг и користење на одредени семплови, како да се осмелат и да се видат себе си како да отворат и како композитори. Нема страф, нема граници. Так, нема тоа. страф, нема граници, може да ке соработка, менење идеи, секогаш, разменување идеи. Секогаш, за се што сум работел, дали темпера, митан, филмска музика, музика за ТВ, продукција на бендови, и од искуството никогаш успехот не може да го вржи за еден човек. Колку инструменти свири Доријан? Не свирам многу. Во главном се жичани и сега тоа бас, гитара, меѓутоа, на пример електрична гитара никогаш не просвирев, пред се свирам акустична и тоа најлонска. Не дека сум некој класичар, нема врска, него тоа ми лежи, тоа ми одговара и како звук и како филинг на прсти. Ут и стик. Тоа све друго. Па, види, за стик ја само еден човек, знам и тебе. Добре, има повеќе. Ти веројатно си упатен. Кој ти бил инспирација? Па секако Тони Леви. Мислам, он е еден од првите и така, нели, поголеми. Во King Crimson прв пат го засвирал тој или претходно имал нешто? Не знам. Реално има малце претходно, затоа што мислам дека он го просвирува некаде 75-та, отприлике. И реално прв албум на кој што он со стик е 78 кај Питер Габриел на тој вториот студиски албум соло на Питер Габриел. Бидејќи со Бил Билов ја работевте едно од твоите најголеми хитови. Да, и Прашина, и Немам срце за друг е со него. А за Прашина, ако ти текнува,
заедно правевме промоција. Леле, да. Леле, колку многу Сега работи ми заедно. Мене, да не ми кажеше, немаше ни да ми текне. Толку многу работи заедно имаме ја и ти направи. Ја промовирав тоа една песна која што само ако постојат некои мои фанови, тоа се тие кои што ја знаат таа Која песна. песна ја промовираш? Песна се вика И. Да, бе. Тогаш интензивно се дружев Да. и работевме заедно. И тој спот Чедо ми го правеше, а после Чедо и со тебе продолжи да работи. Со Чедо работевме долго време и со Чедо заедно почнавме, Чедо Поповски. И фотосесии, фотографија, видеоспотови и тој ентузијазам кој што не возеше многу јако. Вау, толкава миксета, снимаш на лентаж, нема на снимување, вежбаш до безвеж. Ја не ни знаев дека може да снимам втора гитара. Кој ќе доеше соло, застанувам со ритм, кликам драйв и свирам соло и тој Так. тие тактови нема ритм гитара. Многу ти е добра новата песна за Алекс. Фала ти, фала ти. Интересно е што каде и да допреш се препознаваш одма. Ја у таа песна па не можам да се препознам ако ќе чуем. Не, таа една ненаметливост, едно не препејување со сила, една спонтаност во мелодијата, одма се чувствува дека не ја правил некој кој што сака, ај чекај сега ќе направиме песна која што не знам ќе дигне не знам каде, ќе спушта не знам каде, ќе покажеме како се пее. Во суштина пеењето е у ситниците, меѓу слоговите. Па Майлс Дейвис рекол, значи, music is in between the notes. Да, у паузите. Да, у Паузата е паузите. најважната нота. Така, ја така мислам, тоа ми се врзав за тоа, затоа и толку многу паузи имам у моите песни. Ете, тоа го кажав. Значи, седевме со Даниел Дани и ја слушавме песната. Викам, почувствувај ги паузите у строфите. Како раскажува. И колку контрапунктот во рефренот, та-да-да-да, што има таму нешто која мелодија, колку прави да е се. Така, фала ти, стварно и мило ми е што еве ти првпат онака длабоко го препозна тоа. Обично вака луѓе што слушаат никој не го видел тоа дека ама мило ми е што ти го препознаваш и што ете допрело на некаков начин до тебе. Требаше да снимаме песна под наслов Сама и песна со наслов Сега или никогаш. Сега или никогаш. Да, сега или никогаш. И јас и Мите пиевме кафенце на тераса, додека ти сама седна у сосема туѓо студио. Значи ти тогаш првпат дојде во студиото, не знаеше ни распоред каде е, што е уклучено, што е. Сама седна у туѓо студио, сама ги сними песните и тейкови изедитира, си се isproducira сама, додека ние си на рад, си испивме кафенце, онака си затеравме муабет. Така работев и... Каков изведуваш ти, молим те? Некој момент у нашето творештво што ни е знак на препознавање. Ја имам еден свој знак кој што нема да го откријам сега. Сум го открил на некои луѓе. И никој не може да претпостави кога ќе им го кажеш. Стварно, тоа е. Скоро секоја песна так, ете го, тоа е, тука е. Ја, слушајќи ги Никеа толку време, знам еден друг знак кај вас. Кога ќе чујам почеток на вокална мелодија на трето време, у такт, Никеа. Драго ми е тоа да го слушнам, да. Гледавме да бидеме различни, да се исклучиме од сите влијани, знаеш. Не едноставно и можеби тоа не направи мејнстрим бенд, знаеш. Одевме по свое, по никоја цена да не исчекориме до што сакаме како уметнички израз да го дадеме. Доста луѓе го прифатија и драго ми е што не следеа изминатите години. Ти си учествувал, се збориш за Зимјотрос фестивал. Фестивал што веќе 13 години трае и неверојатно како трае. И неверојатно е како сум го кажал во пар интервјуа и ова слично дека
стварно сум зборил со луѓе од, не знам, од Европа, од Америка, којма немам, им го кажувам концептот на земјотрес и нема никој сретнато таков тип на фестивал. Сега да речеме дека бил некој тип на шоукейс, пред шоукейс фестивалите, па што ова е, мислам дека 2011 првото издание што беше. Само би сакал тука да спомнаме на работа дека го правам соработка со нели јавна институција и би било супер кога би биле се уште на моја страна, односно на наша страна и да не, знаеш, сите овие државни институции слично кои што се некогаш во соработка со нас, барем да не ни одмагаат, да бидат со нас, не треба ни многу да помагаат, пошто сакам да мислам треба да помагаат. И ме прашуваат стално технички прашања за кои ја стварно врска немам и секогаш мојот совет е слушај и според твојата естетика направи ги работите. Јас првите години кога почнав да се бавам со продукција и со миксање, рецимо, еве како пример многу смешно. По правило како се микса бас бубањ на тапаните, јас тоа го правев не знаејќи сосем спротивно. И звучеше тоа. И од после, тогаш немаше ни интернет, немаше некој да прашаш едно друго. Ако пример сега многу просто се режи на 400 Hz бас бубања, јас 400 Hz додав. Но ете уште од тогаш е мојот прв аранжман на Макфест, моја гитара со Банкро Blues Band, која ден денес е Evergreen, се врти по радија за тантиеми. Значи да си знам добро, 400 Hz да бас. Значи, добро, да. Треба да си креативен. Да, на начини на кои што не си секогаш навикнат и треба да бараш решенија за работи кои што во некои други случаи не би барале воопшто решение, се решени сами по себе. Така што, ама тоа е убав предизвик. Кај уметност е интересно што кусокот на некои работи не прави само покреативно. Покреативно, така. Дека си човек кој што е можеби најпознатиот гитар гуру и не случајно се свирил Ибанез као Џо Сатријани, за да оставиш позади себе, као Џо Сатријани што оставил многу јаки гитаристи. Значи, за мене е едни од врвните гитаристи во Македонија, помладиве нели генерации. Симон од Pluto's Doubts и од South Park Горијан. Они се продукт од твојата школа. Беа четврто, пето деление кога дојдоа. Не знаеа ништо да свират. Почетници. Дури Sweet Child кој ми одсвирав беа ле, зар ние ќе освириме ова. И сега прерасна врвни гитаристи. Да, тоа се исто значи гитаристи кои што размислуваат аранжмански. Едноставно кога ќе пример Симон кога ќе почне да свири ти не знаеш што се ќе уклучи и што све ќе направи во песната, нели? Звучи, они лајф е као у студио. Супер. Така да многу квалитетен. Уште некој има ли што вака не ми текнува? Има Лука од Feng Shui. Добро, друг. Може и ја. Страшни ствари, толку добри текстови. Заднијата ствар мислам дека ви е кулминација на се до сега, затоа што се ми се свиѓало, али ова задњово, значи ми е песна која што знаеш од оние песни као Шаде која можеш нонстоп да иде у позадина, као на Нокаут и Мија, Месечевиот сјај може да иде нонстоп у позадина, ремек дело, као на Fiction, новата песна Лавиринт. Исто, да се. Нели? Као и вашата љубовен рулет е ваша. Значи таа може да иде нонстоп, значи љубовен рулет песна што е што нонстоп можеш да ја слушаш и нонстоп да те бутка, да те крева, да те вози, нешто. Ние така се споевме со Мирко и со Васко своевремено кој што е, мислам, јас и он го почнавме фестивалот, ја не се знаев со Мирко, они тоа што се дружа, се споевме тројцата, после тоа Васко се повлече, ние продолживме да го работиме на фестивалот многу време после, уште 10 години. И неверојатно е, затоа што сме многу, сме биле различни карактери, јас и Мирко, ама низ годините станавме многу добри другари, знаеш, и дури фамилиарно блиски, како да ти кажам, онака последнија неколку години, така да многу голем шок беше тоа што се случи за мене и за многу луѓе,
нели? Секоја грешка направена 3 пати не е грешка. Така, дури Значи, и 2 вика- пати ако ја повториш на го Дека вика. е смислено. Така е, да. И уото се навикнува За и мене фалш наоѓаш функција на тоа. за мене фалш е за мене. Као продуцент и као музичар е фалш ако почне да не ми звучи. Ако не ми звучи може да е интонативно, перфектно, но ако не ми звучи викам ова не е добро, ова е фалш. А тон кој не е во скала и така. Но ако има своја приказна, има своја поента, Така. ако го слушаме Нема ни грешен кеф, тон. са нема да го бараме ние, леле види, фалш пее тој, добро, фала, извини. Има ли изгледи некогаш да направат камбек концерт String Forces? А, Какви ви се односите внатре? Абе, односите ни се нас окей. Други се причините зашто не сме собрани и зашто е тешко да работиме. Пак се да кажеме логистички не сакам да идам понатаму зошто. И има шанси, не е тоа неостварливо. Единствена разлика може да постои помеѓу, би морало да има причина, нели? Причина би било некаков нов материјал. Она што ме направило да останам овде, комјунитито, културата, МКЦ, градот, знаеш, обкружувањето и да ме остават да си работам работата на раат. Фала на тебе за поканата, фала што имаш ваква емисија у денешно време кај што нема ништо за македонската музика и што ги поддржуваш и младите бендови и нас посредните, не постарите. И да продолжиш, знам дека е тешко, ама ќе издржиш ти. Таков си. Такви сме. Да, ќе биде. Стварно ми е преубаво што правам муавет со некој што на иста бранова линија е, така да поедноставно да се изрази. Фала ти уште еднаш. Фала. Чао да си. Чао, чао. Тоа сум јас. Тања, фала ти многу што ни беше гостинка. Фала што многу ни на поканата. достои со твојата величенственост и ти посакувам се најубаво. Исто, благодарам многу на поканата. Пак ќе кажам, Јинг и Јанг, знаеш, ама позитивна смисла, луѓето кои се познаваме малтене 45-6 години од деца, поминавме низ многу работи заедно, многу, како да кажам, ретки се вакви познавања и пријателства и само позитивни работи сме доживеале. Ѓуре, фала ти уште еднаш. Ти благодарам и се уште еднаш. гледаме за овие работи. Ајде, фала. Фала ти тебе, мене ми е особена чест да бидам дел од ова што го правиш. Прво, фала ти што го правиш ова. Ти си артист, почитуван кај мене, кај многу луѓе во градов. Знаеш, еве ја правам фестивал, ти го правиш сега со емисија. Сваќаме дека сами сме на себе, ама и тоа не е така лошо на крајот на криштата. Така да исто и ти не се откажувај и само напред се гледаме во низ град. Фала Што ти и дојде. тебе на поканата, супер се чувствувам. Па Работам, само за интервју човек може да те натера да доеш на кафе. Иначе, види, колку пати се договара? 100 пати се договараме, должен сум и да те носам еден ручек. Договаравме од предходно. Последна Јас сум работа убава појавен ја работевме многу. заедно и само да кажам дека имам огромна желба и енергија да наставам со ова што го работам, исклучиво пратејќи си ја својата музичка Ја мисла. ќе ти кажам, фала што имаш огромна енергија да наставиш со Идемо тоа што го дале. работиш. Фала од сите Поздрав до и сите, да се видиме па. обавезно. Голем поздрав. Чао. Доријан, ти благодарам уште еднаш што дојдеш, што одвои време. Фала ти и тебе што ме викна. Очекаме многу проекти од тебе. Се надевам, ќе имам доволно сила. Фала. Не е се така безнадежно, мислам. Да, се уште не има некој кој што се трудиме и се уште има луѓе како тебе и тоа не сме да се смени, фала ти за тоа. Фала ти, Кики, се гледаме. 13 декември. Пионерите на македонскиот хип-хоп Пука Козметика. МКЦ Сабота. 30 години дрски рими и општествена свесност. 13-12. Пука Козметика и другарите. Ново Лисиче, Скопје, Македонија. На 10-то место е ДНО со песната Лотус. Убава е моја
бистра капка батнува длан, листот падна од себе сам. Полна душа прашуваат се, кажи крајот дали баш ваков е. Мислиш ли, кругот врти последен пат, се сеќавам на она што знам. Заиграј со себе и биди другар, ајде кажи ми, вреди ли? На 9-то место Стефан Трајковски Жабата со песната Црно семе. Мајк чек 1-2. Провери, кажи ми дали сте достојни, ке ве слушам вас, а после уште стотици. Проверив, сум подобар од сите, како вика куманоед, зверои твоите, ке ми чуев и ме поволни. Со ниска цена твоите рапови, спушти главата доле, ке молите и за фичеринг. Повели, ако си за воринг, бетлај си со мене, животот ме направи ваков, затоа сум црно семе. Племе кети, и во живо, и на трака, и на мапа, и на карта. Јас сум оган, ти си жарта во мојот терен, стап на рапов на грб и никад назад. Да ти објаснам на сурово, јас сум Тупак, ти си Кулио, јас сум Джордан, ти си, јас сум прв, да секад ке бидеш другиот, proving strong, дека сум тука да останам, ти збери парталите да не налеташ на нишан следен план. Ние сме црно семе, ова е наше време, ние сме црно семе, доволни за сами себе. Способен сум да направам некој да плаче, да направам некој да мрзи, да бидам тоа жарче кој ден денес ти пали сонови бурни. Викате сонувате будни, а сон ти е да возиш нечив тук филм, дај не се губи. Поштувам баш се само зборовите се груби, рапот е за секаква мисла, не за проклети пари и курви. Не е за дај бе тато гурни, него е да видиме кој издржува во денови студени, кој има вистинска екипа, кој е среќен со таа слика што ја има. За тоа репрезентирам, гарантирам, не ми требаат ни 2 промила. Пред сите на врвот ке стигнам, на првото место пехар ке дигнам. Луѓе да викаат моje име ке видам, а знај никад нема на славата да сум дигнат. Чујме најгласно, да успееме заедно, е баш за тоа снимам. На 8-то место Ими со песната Без компромиси. Ако ти си бебе вторили, ако ти си последен, щом си во мртвата ръка, знае, нема много, нема много разлика. Не си първ, не си Бога ми ни последен пат. Сметай се, нещо како привремен. Треба знам, треба јас да те оставам пред ти да ме напуштиш. Оди си или ти до крај остани. Одлучи, сакам љубов без компромиси. Размисли, можеш ли до крај остани. Одлучи, сакам љубов без компромиси. Ако ти си немал успех прв пат, бейбе, или пак си немал успех втор пат. Не, мој не губи ти надеж, бейбе. Пробај пак, пробај трето среќано. Оди си или ти до крај остани. Одлучи, сакам љубов без компромиси. Размисли, можеш ли до крај остани. Одлучи, сакам љубов без компромиси. Во моја контрола не се контролирам. На 7-та позиција Девана со песната Во моја контрола.
тебе чувства јас имам. Ако пред сите кажам јас те сакам, нема нас, само јас тебе да те имам. Во моја контрола не се контролирам, штом тебе те добрам температура кревам гора. Во моја контрола и не се контролирам, штом тебе те добрам температура кревам гора. Вечност те чекав да се обидеш со мене, о бейбе, не само да бидеш. Секој твој поглед поем ти го важев, но за малку ке се излета ке кажев. Во моја контрола не се контролирам, штом тебе те добрам температура кревам гора. Во моја контрола и не се контролирам, штом тебе те добрам температура кревам гора. На шестото место Кру со песната Загубен. Nokta pomene, pojedna po ognot spomene. Јас сум целосно загубен, загубен по тебе ти. Во мене погледна во страо демон мој, лице од беси, лаги и безброј. Јас сум целосно загубен, загубен по тебе ти. Во мене ти дадов поглед, ти ме збор насмеха. Загубен, загубен, јас сум загубен во тебе, загубен во тебе. На петото место Алекс со песната Ни татко, ни брат. Каде и да одам, го среќавам и со оној лик. Оној лик што лесно се чита дека не добил. Доволно љубово прави он ми. Секогаш некој мора да му е крив и ге одам во обратна насока. Знам денот ќе биде добар штом те обминам. За век и веков не те избрав јас, ниту си ми ни татко, ниту брат. Паѓаш се подлабоко и по-ниско и безизлезно во заблуди и тон. Моментот ќе дојде, побрзо ќе пројде, низ раце ќе пројде и дојде и пројде и дојде. На четвртото место Саут Парк со песната Можеби. Може би еден ден и да е последен, ќе пронајдам разбудам мирна волја во себе. Може би барем еден ден. Може би мојата душа за да продолжи ќе престане
суди. Ти, јас, ти, нас. Да ми се вратиш, да ми се вратиш од заборав, да ме гушнеш, да ме сакаш ко некогаш. Одам сама, но дали е своја? Потрага без крај. The following program deals with a mature theme. На третото место, Пука Козметика со песната Рап ветерани. Рап ветерани, дете стани, слобода ни треба, слобода ни фали. Имаме и еко да го сјебеме системот, имаме и кредо да го сјебеме системот. Што? Рап ветерани, дете стани, слобода ни треба, слобода ни фали. Имаме и еко да го сјебеме системот, имаме и кредо да го сјебеме системот. Се врати па нигде не заминав, на врв сум на мојата планина. План имам, системот да го загинам, испим па ми да го прегорам. Сролам ко џок, да гори до пас. Младината сирота вика само газ. Кредо имаме со нас до 90. Рокам песни со пораки и поенти. Таленти, напикани по тепи. Кажи како убаво, ово стих лепи. Твој панч тврдони, мекани медина. Рап аджилак со касети и цедиња. Црнците у Нью Йорк бега у паника. Рап до гроб, живееме од градинка. Години помина, живот падни стани. Пука Козметика, рап, 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 рап. Рап ветерани, дете стани, слобода ни треба, слобода ни фали. Имаме и еко да го сјебеме системот, имаме и кредо да го сјебеме системот. Што? Рап ветерани, дете стани, слобода ни треба, слобода ни фали. Имаме и еко да го сјебеме системот, имаме и кредо да го сјебеме системот. Па добро вре деца, мајко му стара, да соблакам патика, да мавам по глава. Од милиони теми, текстови и рими, рои песни поучни и со поента не вичинат стој. Слободава дене се обичен збор, младинава пуста не видела зор. Изместени вредности, љубовта се губи, модерни робови, системот ме дупи. Ганџата е скупа, ама има ефтин амфоз, родителска мака, пикаат по нос. Кинат нерви железни со муда пришани, заглавени на сумљиви прашкасти материи. Свести се млади, но не чекај повод. Ви спремаат провод, ту се пицкате за провод. Или борба жестока, или пак е паракот. Смрт на партиите, слобода на народот. Рап ветерани, дете стани, слобода ни треба, слобода ни фали. Имаме и еко да го сјебеме системот, имаме и кредо да го сјебеме системот. Што? Рап ветерани, дете стани, слобода ни треба, слобода ни фали. Имаме и еко да го сјебеме системот, имаме и кредо да го сјебеме системот. На второто место, Дарко Антонов со песната Сам во моите сни. Во ова ладно време, биди ти до мене, стопли душа, бейбе, дај ми нежност мене, биди ти крај мене, дај ми малку време, потребни сме, бейбе, сега меѓу себе, ме изгуби, ми требаш, ме напушти, сега те нема, ми направи да бидам сам, сам во моите сни. Ме изгуби, ми требаш, ме напушти, сега те нема, ми направи да бидам сам, сам во моите сни.
остави, спомен остана во моите сни. Сега веќе не знам каде си, замина во мракот сега ти. Бола мојата душа остави, спомен остана во моите сни. Ме изгуби, ми требаш, ме напушти, сега те нема. Ми направи да бидам сам, сам во моите сни. Ме изгуби, ми требаш, ме напушти, сега те нема. Ми направи да бидам сам, сам во моите сни. Ме изгуби, ми требаш, ме напушти, сега те нема. Ми направи да бидам сам, сам во моите сни. Како предлог за оваа недела се дуо Коктел со песната Каде ти, таму јас. Ноќта поѓа се кори, твојот поглед веќе збори. Знам што ме чека со тебе до зори. Скопска шема се поред, малку виски, малку денс. На крај кај мене, страста да не овене. Ај, сабота е, знај, сека има што сакаш, побарај. Ке бидеш права дама, знам ни ти не умеш сама. Ај, добро е да сме заедно. Каде ти, таму јас, цела ноќ е пред нас. Каде ти, таму јас, срце лупа 100 на час. Каде ти, таму јас, ајде малку додај газ. Веќе летам душо, веќе сум во транс. Градот свети во сите бои, ко само за нас. Свети ко очите, очите твои. Скопска шема се поред, малку виски, малку денс. На крај кај мене, страста да не овене. Ај, сабота е, знај, сека има што сакаш, побарај. Ке бидеш права дама, знам ни ти не умеш сама. Ај, добро е да сме заедно. Каде ти, таму јас, цела ноќ е пред нас. Каде ти, таму јас, срце лупа 100 на час. Каде ти, таму јас, ајде малку додај газ. Веќе летам душо, веќе сум во транс. Цела ноќ е пред нас. Каде ти, таму јас, Срце лупа 100 на час. каде ти, таму јас. Ајде малку додај газ. Веќе летам душо, веќе сум во транс. Каде ти, таму јас, цела ноќ е пред нас. Каде ти, таму јас, срце лупа 100 на час. Каде ти, таму јас, ајде малку додај газ. Веќе летам душо, веќе сум во транс. Каде ти, таму јас, цела ноќ е пред нас. Каде ти, таму јас, срце лупа 100 на час. Каде ти, таму јас, ајде малку додај газ. Веќе летам душо, веќе сум во транс.
се. Сепак светот не е црно-бел, во него простува само смел. Кога гордоста те држи во своите ганџи, треба да знаеш, никој од нас не е совршен. Кога сонце грее паѓам, со солзи да го испратам, а кога врне јас се радувам, да огрее очекувам. Кога сонце грее паѓам, со солзи да го испратам, а кога врне јас се радувам, да огрее очекувам. Голема благодарност до Aqua Dance Studio и до општина Карпош, каде што моментално снимаме. Оваа недела на место број 1 Марија Нумовска со песната Дождот. Градот спие, добро ми е, ја сонувам за љубовта, ти си тука, јас те гушкам, ти вкл ми шепотиш колку влюбен си и кога се ке исчезне, ти појави се пред мене, го сакам дождот, тој ме потсеќа на тебе, го сакам дождот, кога мирисе на тебе, го сакам дождот, тој ме потсеќа на тебе, го сакам дождот, кога мирисе на тебе, го сакам дождот. И кога се ке застане, ти движи ме, силно гушни ме, и кога се ке исчезне, ти појави се пред мене, го сакам дождот, тој ме потсеќа на тебе, го сакам дождот, кога мирисе на тебе, го сакам дождот, тој ме потсеќа на тебе, го сакам дождот, кога мирисе на тебе, го сакам дождот, тој ме потсеќа на тебе, го сакам дождот, кога мирисе на тебе, го сакам дождот. Дечки, ова беше се за оваа емисија и се гледаме наредната. А вие уживајте бидејќи е лето!